Стигнавме до третиот блок од емисијата Плеаут, каде денес се наоѓаме во камарите. Тука со мене е Пеце од Супер Хикс. Пеце, добро дојде во Битол. Добро ве најдов, не сме биле богами, едно година и пол. Колку време, година и пол, значи колку често видите Битол? Па не баш често во последно време, последните години не така често, не знам зошто. Мене ми е еден од поинтересните и подраги градови Битола, барем за настапи. 2000-тите, тамо почетокот првата половина, имавме пар незаборавни настапи на ракометното игралиште. Добро, позитив, неколку пати го имаме свирано Infinity, една зимска свирка, меѓутоа во последните години не така често, не знам зошто. Се надам дека после оваа свирка вечерва во камарите, во ова специјално издание на Супер Хикс, вечерва ќе можеби ќе се гледаме почесто. Зошто е специјално изданието на Супер Хикс? Специјално е затоа што ова е наш втор настап денеска. Ние бевме во Велес денеска, имавме едно денско матинеа и така да го наречем. Ова не е концепт на кој што сме ние навикнати, вообичаено свириме барем така во Скопје, во поголемите градови, во поголеми простори, дискотеки, клубови или хали. Ова е малку помал простор, но многу интересен, мене многу ми се допаѓа овој простор. Ја мислев дека доста помал, ова е баш фин клубски простор камарите. И настапуваме во едно акустично издание во една серија. Ова ќе биде една серија од 4 настапи на Супер Хикс, не баш така долга, значи серија, но поврзана со она што го имаме во последно време по кафолињата и по баровите, тоа е скопското Супер Хикс пиво. Значи излезе наше пиво и го промовираме на овие 4 настапи кои што ќе се случат, една во Велес, оваа вечерва во Битола и 2 во Скопје. Настрана од ова, на кои места други низ Македонија може да се видат Супер Хикс, каде се имате настапи или надвор од Македонија може? Па добро, сега имаме еден период од минатиот месец и пол, претежно тоа беа настапи на овие поголеми манифестации како Македонска каменица, не можам да се сетам како се викаше настапот пред месец и половина. Пиволен, Виноскоп, имавме самостоен концерт во Хавана, во Скопје, пред некој време одбележавме 21 година постоење, значи американското помалисто го одбележавме. Тиквешкиот гроздобер и така, натаму тоа беше во последно време. Во последниот период настапи, она на што сме сега сконцентрирани е правење на нов материјал, одработување на оваа агенда за ова наше Супер Хикс пиво и наскоро влегување во студио, снимање на 5-тиот студиски албум или вкупно 7-то издание заедно со живите албуми и со The Best of изданието на Супер Хикс. Тоа ни е агендата. Имате секогаш, да речеме, креативни песни, интересни, кои се навистина се делот од останатата македонска музика. Баш ме интересира како настанува една песна на Супер Хикс. Кој е иницијатор, со автори соработувате или се можеби сами ги правите песни? Никогаш не сме соработувале со автори, освен ако не направиме некаква заедничка песна со некој друг бенд, па ајде некако да тоа биде некакво гостување. Сами си ги правиме песните, од секогаш било така, на нас за тебе 20-тина, 20 веќе кусур години. Некогаш се случува Дарко Попов да направи песна, Африка е негов текст, да речеме, ние додаваме аранжмани, добар дел од песните се мои, има еден дел на гитаристот Борис Минов, аранжманите се кој како стигне што направил, сето тоа нели се работи на пробите на Супер Хикс. Ние за среќа никогаш не сме престанале ниту со проби, ниту со работа, имаме континуитет на работа, никогаш не сме се распаднале, односно сме се распаднале до душе можеби од алкохол некогаш и слично, и од јадење и од пиење, меѓутоа од како бенд не сме престанале со работа и веројатно тоа си го прави своето и денеска сите учествуваме помалку во она што се нарекува песни на Супер Хикс. Ќе те вратам сега малце на почетоците кај Супер Хикс. Баш ме интересира како настана името на Супер Хикс. Можеби ти имат прашано повеќе пати, ама јас те немам прашано. Па да, едно 21 година назад ме прашуваат. Види тоа, веројатно вие сте помлади, овие што беа тука негде моја генерација постарите кои што живеа во она време на Југославија, се сеќаваат на оној ултра популарен стрип Алан Форд и таму имаше еден лик што се викаше Супер Хикс. Значи ние не сме Супер Хикс одвоено, тоа ден денеска и тоа луѓе кои што ги знаеме уште ја прават таа грешка. Значи нема врска со X, Хикс или слично, туку Супер Хикс се викаше антихеројот во тој стрип кој што крадеше од сиромашните и им даваше на богатите. Значи тотален опонент од она опозит од она што го правеше, да речеме, Робин Худ. Значи краде од сиромашни, дава на богати и тоа го прави благодарение на неговиот здив од вино. Љубител беше многу на вино и на алкохол. Некако се поврзавме со тој лик, некако ни беше драг затоа што го има досли по нашиве градови, по наша Македонија и ден денес е актуелен некако таков и од таму името на бендот. Ето зашто да ве прашам сега за фестивалите во Македонија, ве нема на ни еден фестивал во, да речеме, да што се македонските фестивали каде што пеат другите ваши колеги од сцената, зашто ве нема на тие фестивали? Не можеме да ги наречеме баш колеги затоа што ние сме дел од една друга сцена, знаеш, колку и да звучи ова што го правиме као дел од некоја комерцијална сцена, ние сме сепак бенд. Ние сме бенд кој што
почнал со панк рок, еве денеска ова што го свириме некоја мешавина од рок, ска, метал, реге и што се не. Едноставно не припаѓаме таму, знаеш, ниту на, не знам, фестивали од типот на Макфест, ниту на Скопски фестивал. Сме имале понуди, меѓутоа едноставно не припаѓаме таму. Ние сме бенд сами за себе, а и да бидам скромен, подобри сме од сите нив. Ете, настапувате, да речем, и надвор од Македонија. Колку сте популарни, да речем, во некоја друга земја? Имате некој поголем аудиториум таму, поголем? Редовно станица на Суперхикс, значи Хрватска, Србија, Словенија, еве лето имавме 3 концерти врзани на мини турнеа во Пула, во Михољац и на Крк, значи Хрватска редовно ја свириме, таму имаме една добра фан база. Словенија исто така. Порано доста често одевме некај Австрија, Франција, Чешка, Словачка, Германија, така натаму маце сега лабавиме бидејќи сме половина од нас фамилиарни ликови со мали деца и така натаму. Меѓутоа се спремаме од март натаму да некаде март или април ќе видиме можеби мај да споиме една 15-дневна турнеа по сите овие европски држави повторно да тргнеме на овакво патешествие со банда и да го промовираме тој нов албум кој што наскоро ќе дојде. Колку влие фамилијата, спомна семејството врз вашата кариера? Дали сметат дека сте во брак со семејство, тоа што ги се намалува времето за настапи, за проби? Ја мислам дека баш станавме многу посериозни во однос на ангажманите поврзани со Суперхикс. Да, добар да речиси да не останува време за нас. Мислам ние што сме веќе фамилиарни и имаме семејства. Половина од бендот не е фамилиарно обврзан, да речеме. Меѓутоа, од друга страна, па ова некако, од кога се случи ова со семејства наши, од кога станавме семејни луѓе и така натаму, станавме многу посериозно гледаме воопшто на ова како работа, како професија, отколку на зезање, само патување и така натаму. Значи, веќе ова го гледаме како професија, од ова живееме, тоа го работиме, сериозни сме во ова што го правиме, посериозен е пристапот и во правење песни, можеби на добро не смени. Еве да речеме. Што да очекуваме следно? За сега те спомна дека работите на нов проект, значи на албумот. Дали можеби во следно време ќе излезе спот или нешто слично? Па спот и сингл планираме пред да го пуштиме тој албум. Мислам сега и така ние работиме, веќе 2 песни се пуштени од тој нов албум, кој што доаѓа наскоро. Тоа се Мајмон и Мики Ли. Ќе има веројатно еден сингл до крајот на годинава и спот. А потоа нели ќе се сконцентрираме, веројатно ќе има уште еден сингл, некако повеќе ни одговара сега таа работа, не е како некогаш да го пуштиш албумот во продажба и во функција па да вадиш синглови од него. Сега тоа веќе не постои, се пушта сингл по сингл, за жал заради нели состојбата со дискографијата и популарноста на сите социјални мрежи, YouTube и така натаму. Ова е полесен начин за работа и некако повеќе допира до фановите и до луѓето. Значи еден сингл, албум здраве Боже од март па натаму. Некоја турнеа, ќе имаме нели уште пар други проекти, но за тоа кога ќе дое време. И се надевам дека можеби наскоро и во Битола на еден поголем концерт. Дали сметаш дека интернетот како најголем медиум денеска во денешницата е добро за промоција на бендови вака или на млади? Тоа е многу дискутабилно, многу. Баш вчера имав едни гости, еден ска бенд од Холандија и со нив дискутирав дали е ова што се случува сега со социјални мрежи, со YouTube, со сите оние, не знам, разноразни стриминг канали и слично, дали им носи добро на бендовите или лошо. Од една страна добро е затоа што добиваш многу повеќе информации, многу повеќе музика, многу поголем избор, меѓутоа од друга страна се губи како да кажам, магијата на сето тоа. Затоа што порано ние купувавме една касета и тој албум се слушаше со недели. Купувавме едно CD и идевме дури до Унгарија да речеме да купиме CD или плоча и тоа се вртеше и се слушаше. Денеска добиваш во MP3 формат, не знам, 100 албуми и ја не знам колку човек може се тоа да преслуша и да му остане фино забележано во неговата глава како некој продукт или како некој албум. Мислам дека во однос на тоа малку се изгуби таа магија, од друга страна на секој му е достапно, поевтино и снимањето и продукцијата и сето тоа за разлика од некогаш кога било речиси научна фантастика, нас 6 години ни треба да влеземе првпат во студио. И тоа првпат во Битола влеговме во студио. Не знам дали го знаете, ова глупави песни снимено тука. И мислам дека од една страна се губи магијата, од друга страна се е достапно, ама целата работа се искашави некако, стана малку чорба. Невкусна чорба. Дали тоа е проблемот што ете многу млади во денес не слушаат македонска музика, велат нема квалитетно, нема што да слушаат. Тоа него од друга страна, од друга страна се случи тоа на медиумите промовираат и форсираат турбо фолк изведувачи, тоа е врзано во еден магичен круг. Тие може да тврдат дека не е така, ја тврдам дека тоа е така, се поврзуваат со продукција од северот и слично, кои што минуваат бесплатна програма, тие ги емитуваат нивните изведувачи, потоа граначалниците и разноразни структури од тука сметаат дека тие се популарни и упорно се форсираат и дека тие им ги полнат
плоштаите. Еве наскоро пред некој време се покажа во Скопје на Пиво Лендот дека во една вечер Фолтин, Суперхикс, Мугер, Фугер и Гоце Сав диџејот може да соберат и 10.000 луѓе. Значи апсолутно погрешно, тоа е некаква чудна стратегија на некакви чудни структури кои што немаат ништо заедничко со културата, со урбаното и со македонските изведувачи. И апсолутно им оди на штета и на македонските изведувачи, на поп артисти, на рок н рол артисти, и се надам дека тоа наскоро ќе го смениме. Ако не милом, тогаш силом, што би рекле нашите колеги од Јапонија. Се надевам дека и за скоро време ќе имате и промоција на албумот во Битола, па ќе се и видиме и таму. И јас се надам во поголем број, во поголем простор, иако и ова е многу симпатично вечер. Да. Ќе ти благодарам, Пеце. Ми велиш дека велам безгрешен сум јас. Јас безгрешен сум, знај. Ајде признај ми, ти си виновен за се. Ајде оди си, јас безгрешен сум, знај. Ајде признај ми. Кога велиш јас и ти, двајцата сме безгрешни. Бајката хорор стана, пак истата жртва стои пред нас.